Минути за урбани вести на Прва Скопска, добро дојдовте. Најнапред да ги проследиме насловите за денеска. Од денеска повторно промена на времето, а температурните осцилации ризични по здравието на граѓаните. Во Скопје има 4100 надземни и 100 подземни контејнери, но ѓубрето сепак се фрла на улица. Внимавајте, на скопските улици возат околу 2500 диви такси превозници. Електричните тротинети хит на скопските улици. Метеоролозите најавија дека во наредните денови ќе имаме значителна промена на временската состојба и тоа почнувајќи од денеска. Оваа нагла промена на температурата лошо влијае на здравието на граѓаните. Одитната медицинска помош посочува дека најмногу на удар се хронично болните лица, а останатите граѓани да бидат внимателни. Од денеска метеоролозите најавија промена на временската температура. Во наредните денови ќе имаме значително намалени температури дури и за 10 степени. Како што информираат од Управата за хидрометеоролошки работи, веќе од утре утринските температури ќе се спуштат и до 0 степени, а дневната ќе достигне до 18 степен. Од петок и за време на викендот се очекува утринските температури да се спуштат и под нулата, а дневните ќе бидат во пораст. Овие нагли промени во температурата воопшто не се добри за здравието на граѓаните. За температурните осцилации предупредуваат и лекарите од итната медицинска помош и посочуваат дека граѓаните треба да бидат внимателни. Според лекарите, најмногу на удар се хронично болните лица, па затоа апелираат хронично болните лица редовно да ја земаат терапијата и да се консултираат соматичните лекари. Според специјалист докторката Елена Карева-Пиловска, шеф на смена во итната медицинска помош во Скопје, граѓаните ги чувствуваат здравствените тегоби од различна природа. Временските осцилации и всушност наглите промени во атмосферскиот притисок, влагата и температурата во воздухот доведуваат до реакција на организмот на човекот. Најчесто реагираат хронично болните, но се поголема реакција има и кај дотогаш недиагностицираните, односно здравите личности. Се сведува на Конституцијата. Како што додаде докторката Елена, јавувањата на граѓаните најчесто се за респираторни симптоми, покачен крвен притисок, покачена телесна температура, како и вратоглавици. Тегобите на кои што се жалат може да бидат од психичка и физичка природа. Од психичка природа варираат од умор, потоа безволие до зголемена раздразливост, а потоа несолница, намалена концентрација. Физичка природа значи вртоглавица, мачнина, варијација во крвниот притисок, срцебиење, екзацербации кај хронично болните, астматичарите, зависно од симптоматологијата, така и да се однесуваат. Значи, најчесто препораката е бегство кон природата, да се враќаат кон природата с големен внес на течности, доколку е намален притисокот, тогаш значи така да и реагираат да го зголемат внесот на течности, потоа доколку е висок притисокот да си ја земаат својата хронична терапија и всушност бегство кон природата. Граѓаните, доколку имаат потреба, може да се јават за совет на телефонот 194, доколку состојбата е сериозна, тимовите на итната медицинска помош веднаш ќе интервенираат, а лекарски совет може да добијат и на линијата на Ало докторе. Во Скопје има 4100 надземни и 100 подземни контејнери, но сепак ѓубрето се фрла на улица. Преполните контејнери се редовна слика во македонската метропола, иако од јавното претпријатие Комунална хигиена тврдат дека истите редовно се празнат, а по потреба се поставуваат и нови. За разлика од високо развиените европски земји, каде што и свеста на населението е високо развиена, во Македонија се уште се зборува за важноста и потребата од рециклирањето, па дури се уште се апелира до граѓаните ѓубрето да го фрлаат во соодветни контејнери. За жал, иако живееме во модерно општество и речи се и да нема човек кој барем на неколку дена не ја напуштил државава и видел како се живее во големите европски и светски градови, по враќањето дома си продолжува со старите навики. Пред само еден месец бевме свидоци на еколошка катастрофа, која му се случи на студентскиот дом Пелагонија во Кисела вода, како резултат на несовесното однесување на студентите, идни академски граѓани.
Расфрлан отпад и покрај многобројните апели од јавното претпријатие комунална хигиена се забележува насекаде, а многу често граѓаните мака мачат да го погодат контейнерот, па ѓубрето завршува околу контейнерите, создавајќи мини депонии на секој чекор. Се обративме и до јавното претпријатие комунална хигиена, од каде што велат дека динамиката на собирање отпад е за пофалба, а како пример ни посочија неколку европски градови во кои, за разлика од кај нас, отпадот се собира само 2 пати неделно. Како јавно претпријатие комунална хигиена, дали може да ни откриете на кој начин ја одржувате хигиената во градот и како и колку во текот на денот ги празните контейнерите? Сите садови за одлагање на отпадот се празнат 7 пати во неделата, односно еднаш дневно, иако нашата оперативна програма за работа предвидува тоа да се прави само 6 пати, меѓутоа ние поради потребите на терен со години наназад тоа го правиме еднаш дневно. Јас би сакала да напоменам дека во сите светски метрополи, еве на пример во околината на балканските простори, во Словенија, на пример во Хрватска, тоа се прави 2 до 3 пати во неделата, така што кај нас станува збор навистина за една многу честа динамика. Макар што и покрај тоа се случува да имаме поплаки, дека контейнерите се преполнети или дека, например, не може да се одложи отпад, но тоа се должи на одредени други проблеми кои што треба да ги решаваме. Од друга страна, граѓаните се жалат дека во Скопје недостасуваат повеќе садови за одлагање на отпад. Неколку наши соговорници велат дека и покрај изградбата на нови згради во нивната населба, бројот на контейнери останал непроменет, па токму затоа и се преполнуваат за само неколку часа. Но од комунална хигиена го тврдат спротивното. Секако дека поставуваме, локациите на контейнерите не ги одредуваме ние, туку секторот за урбанизам и секторот за комунални работи при градот Скопје, меѓутоа работиме координирано во тесна соработка, онаму каде што значи според бројот на жители и бројот на новоизградени стамбени објекти ќе се покаже потреба дека има потреба да се постават повеќе садови, секако дека веднаш го правиме тоа и продолжуваме со сервисирање на овие садови. Во Скопје во моментот се поставени околу 4100 надземни контейнери и околу 100 подземни контейнери. Без оглед на динамиката на собирање на отпадот од контейнерите, ѓубре во македонската метропола ќе има на секој чекор, се додека не почнат граѓаните да се однесуваат во согласност со нормите и правилата на урбаното живење. Според општите проценки на скопските улици возат околу 2500 нелиценцирани или диви такси превозници, кои действуваат без плаќање такса кон државата. Од групацијата на автотакси превоз на град Скопје информираат дека секојдневно се соочуваат со проблемот со нелојалната конкуренција, а граѓаните многу често не знаат дека влегуваат во нелиценцирано такси возило. Легалните такси превозници во Скопје секојдневно се соочуваат со нелојалната конкуренција во автотакси превозот. Според општите проценки во Скопје има околу 2500 диви такси превозници кои действуваат без плаќање такси кон државата. Дивото такси представува нелиценцирано возило кое вообичаено нема стандарден таксиметар, такси возачот што го управува возилото не е пријавен за давање такси услуги, а исто така им ја одземаат работата на легалните такси превозници. Граѓаните многу често и не знаат дека влегуваат во нелиценцирано такси. Од градот Скопје информираат дека во Скопје има околу 2400 лиценцирани автотакси превозници, но немаат конкретен податок за бројот на нелиценцирани таксисти. Со законот за превоз во патен сообраќај, инспекторите, освен санкционирање со глоба од 500 евра, привремено ги одземаат возилата што не поседуваат извод од лиценци. Сашо Рајчиновски од групацијата на автотакси превоз на град Скопје за прва Скопска изјави дека во Скопје има околу 5000 таксисти, од кои 2400 со лиценци. Рајчиновски додава дека голем број пензионирани полицајци и пожарникари работат како превозници во оваа дејност и на тој начин им го одземаат прометот и не плаќаат придонеси кон државата. Во агенцијата за вработување има
има пријавено 5 пати помалку такси возачи. Низ градот се возат необележани такси возила, нелиценцирани без таксиметри, се наплатува 3-4 пати повисока цена на превозот на такси станица. Такси станиците се преполни бидејќи не се предвидени за толкав број возила. Од градот Скопје додаваат дека инспекторите за патен сообраќај спроведуваат надзор на 3 начини, и тоа редовен, вонреден и контролен инспекцијски надзор, при што се утврдува дали субјектите што се предмет на надзорот ја поседуваат потребната документација во согласност со законските прописи за вршење превоз на патници на подрачјето на градот Скопје. Од друга страна, Речиновски вели дека ако се реши овој проблем, ќе имаме од 20 до 22 тона помалку согорување на горивата и ќе имаме 1500 до 2000 нови вработувања. Во Скопје се повеќе граѓани се заинтересирани за електричните тротинети. Развојот на технологијата овозможи овие превозни средства да можат да поминат и до 30 км со само едно батериско полнење од 5 часа, а потрошувачката на електрична енергија е само 10 денари за едно батериско полнење. На скопските улици се почесто може да се сретнат граѓани кои возат електрични тротинети, кои се популарни не само кај нас, туку и во светски рамки. Предноста на електричниот тротинет е малата тежина, тие тежат од 10 до 15 килограми, а имаат релативно висока моќност и носивост. Во зависност од моделот на производот, па некои модели развиваат брзина од 25 до 30 км на час. Развојот на технологијата овозможи овие алтернативни превозни средства да можат да поминат и до 30 км со само едно батериско полнење. Полнењето на батеријата трае 5 часа, а со едно полнење може да потроши 10 денари електрична енергија. Електричниот тротинет е најприфатлив за користење во градови со рамна површина. Тоа значи дека еден жител на Скопје може да се движи на било која дестинација низ градот со само едно полнење на батеријата. Придобивките и заштедата од користењето на електричен тротинет се големи, раскажува за прва скопска жител на општина Илинден. Тој електричниот тротинет го купил пред 3 години и постојано го користи. Најпрвин како алтернативно превозно средство до работното место во една од европските земји, а по неговото враќање во Македонија, кога дозволуваат временските услови, тој патува од Илинден до центар за да стигне до работното место. Изминатите денови со електричниот тротинет актуелен беше и градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој од граѓаните беше забележан како се вози по скопските улици. Шилегов со овој гест ги мотивира и останатите жители на Скопје да го користат овој алтернативен начин на превоз во Скопје, како град со релативно рамна површина. Електричниот тротинет, освен што е исплатливо превозно средство, го решава и сериозниот проблем со паркинг во Скопје и во другите градови. За ова алтернативно превозно средство не е потребна голема паркинг површина, туку едноставно и лесно може да се внесе во секоја просторија и да се полни до следното движење. Доколку користите електричен тротинет, ќе бидете уште еден совесен граѓанин кој се грижи за здравата животна средина, односно за намалување на сериозниот проблем со загадувањето. Исклучените од парно од април нема да плаќаат фиксен надоместок. Над 1.000.000 денари приход имале над 24.000 граѓани, меѓу нив и 15 годишник. Споделено родителско отсуство ќе овозможи поголема родова рамноправност на жените. Ке ги заштитат ли градските власти навреме скопјани од инсекти? Исклучените од парно грејење од април нема да плаќаат фиксен надоместок. Ова го предвидуваат новите правила за снабдување со топлинска енергија. Исто така се воведува концептот за забрана за исклучување на ранливите категории во зимскиот период кои живеат во зградата. Од април исклучените од парно грејење
Повеќе нема да плаќаат фиксен надоместок, предвидуваат новите предлог правила за снабдување со топлинска енергија, што денеска на седница ги разгледа Регулаторната комисија за енергетика. На потрошувачите на топлинска енергија пак од 1 август во сметките ќе им биде укината ангажираната моќност, но тоа не значи дека ќе добијат помали сметки, туку ќе се воведе појасен и лесен начин на пресметка на сметките. Председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски нагласи дека од 1 април нема да се зголемат сметките за парно грејење поради тоа што ќе се укине одредбата со која досега исклучените плаќаа фиксен надоместок. Од Регулаторната комисија препорачуваат градот Скопје и владата да најдат соодветен механизам за субвенционирање на потрошувачите кои користат топлинска енергија и на оние кои се греат на природен газ. Во однос на оние кои би сакале да се исклучат од системот за парно грејење, Регулаторната комисија за енергетика предлага тие да имаат обврска да изработат елаборат со кој ќе докажат дека новиот начин на кој ќе се греат нема да предизвика проблеми во снабдувањето на електрична енергија. Потрошувачите кои ќе сакаат да се исклучат ќе треба да побараат и дозвола од 50% плюс еден граѓанин од станарите кои живеат во зградата. Во однос на празните станови во кои никој не живее, дополнително ќе се разгледуваат начините на тарифирање. Исто така се воведува и концептот на забрана на исклучување на ранливите категории на потрошувачи во зимскиот период. Од Управата за јавни приходи информираат дека над 24.000 граѓани во земјава годишно заработуваат над 1 милион денари. Најмладото лице кое заработило над 1 милион денари приход е лице од 15 години кои средствата ги остварило од интернет услуги. Над 24.000 граѓани во земјава годишно заработуваат над 1 милион денари, а бројката на оние кои оствариле бруто приходи од 100.000 до 1 милион денари е половина милион. Најмладиот милионер во земјава има само 15 години, а со доход над 1 милион денари е и 98 годишно лице. Скопјанец е на листата на највисоки годишни приходи, а највисоката плата е исплатена во здравствениот сектор. Директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска денеска информираше дека за 2017 година вкупно 455.915 лица поднеле годишна даночна пријава. Над 1 милион денари бруто приходи според поднесените годишни даночни пријави имале 24.524 лица. Највисоки приходи пријавени во годишната даночна пријава има Скопјанец во износ од 212 милиони денари, што е највисок годишен бруто приход во земјава. Според висината на платата, најголема плата е исплатена во здравствениот сектор, потоа следуваат трговијата, производство на фармацевски производи и препарати, компјутерско програмирање, трговија на големо со производи од тутун. Најмалото лице кое заработи над 1 милион денари приход е лице од 15 години, кое ги остварило средствата од интернет услуги. Со реформата што ја воведе Управата за јавни приходи од годинава, граѓаните не поднесуваат годишна даночна пријава до Управата за јавни приходи, туку УЈП ќе ги достави електронски на даночните обврзници кои претходно се регистрираа на електронскиот систем. Управата за јавни приходи ќе почне да ги доставува предпополнетите годишни даночни пријави од 1 април на корисничките профили на даночните обврзници. На емайл адресата корисникот ќе добие нотификација дека е испратена предпополнета годишна даночна пријава, која ќе треба да ја потврди или коригира. Од Реактор истражување предлагаат воведување споделено родителско отсуство, без притоа мајките да изгубат стекнато право на отсуство од 9 месеци со 1 месец задолжително отсуство за мажите. Оттаму сметаат дека со ова ќе се зголеми родовата еднаквост, но и ќе се овозможи мајките и татковците да се вклучат во грижата за детето од најрана возраст. Воведување споделено родителско отсуство, без притоа мајките да го изгубат стекнатото право на отсуство од 9 месеци, со 1 месец задолжително отсуство за мажите предлагаат од Реактор истражување.
Оттаму сметаат дека со ова ќе се зголеми родовата еднаквост, ќе се намали дискриминацијата на жените на пазарот на труд, но и ќе се овозможи и мајките и татковците да се вклучат во грижата за детето од најрана возраст. Од Министерството за труд и социјална политика се согласуваат дека е потребен нов модел, но посочуваат дека за него треба да има согласност од сите засегнати страни. Од реактор велат дека постојниот модел кој има право на родителско отсуство на мајката, а можност таткото да користи само доколку мајката се откаже од сопственото право, е многу застарен модел. Во светски рамки во последните 2 децении интензивно се применува модел на мајчинско, татковско и споделено родителско отсуство. Ваквиот модел би имал подолгорочни позитивни ефекти за подобрување на економската положба на жените на пазарот на труд, што би значило и намалување на родовите јазови што постојат во однос на вработеноста. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска истакна дека треба да се разгледаат меѓународните истражувања и пракси со цел да се усогласат овие права меѓу двајцата родители и со тоа да се обезбеди можност и двајцата да учествуваат во растот и развојот на детето. Дали комарците и другите инсекти и годинава ќе им прават проблем на граѓаните или пак градските власти навреме ќе ги заштитат со задолжителната дезинсекција? Жителите на главниот град реагираа дека високите температури деновиве допринеле за појава на инсектите во природата, но и во домовите. Ке се решили годинава навреме проблемот со комарците и другите инсекти и дали ќе успеат градските власти навреме да ги заштитат граѓаните со задолжителната дезинсекција. Граѓаните реагираа дека високите температури деновиве веќе допринеле за појава на инсектите во природата, но и во домовите. Тие сметаат дека локалните власти треба навреме да почнат со прскање против комарци. Минатата година првото прскање против комарците беше спроведено на крајот на јуни, наместо на почетокот на пролета, па граѓаните цело лето мака-мачеа со комарците. Градоначалникот на град Скопје Питре Шелегов уверува дека годинава навреме ќе ја спроведат дезинсекцијата, но се уште го бираат најповолниот понудувач. Тендерот е распишан на 4 февруари, па во моментов се разгледуваат понудите. Од Агенцијата за храна и ветеринарство и Институтот за јавно здравје во октомври предупредија дека на повеќе локации во Скопје и во други градови биле лоцирани живеалиштата на тигристиот азиски комарец, кој пренесува сериозни заразни заболувања, како што се западно-нилска треска и зика. И затоа експертите препорачуваат градските власти уште во март да почнат со дезинсекција за уништување на ларвите. Метеоролозите за утре најавуваат променливо облачно време, попладне во западните делови со локален дожд. Ќе дува умерен до засилен северен ветер, што ќе услови значително намалување на дневната температура, особено во северните делови. Во Скопје променливо облачно со умерен до засилен северен ветер. Од петок утринските температури наместа ќе се спуштат и до нулата, а дневните ќе бидат во пораст. Денеска имавме температура до 16 степен, а утре ќе се искачи до 14 степени. В среда температурата ќе се движи од -1 до 14, четврток од 0 до 15 и петок од 0 до 16 степени. И пред крај имаме и уште една информација. Од понеделник 1 април секој посетител на кинотеката кој ќе дојде со велосипед ќе добие бесплатна влезница за филмот што тој ден ќе се прикажува. Целта на акцијата е да се подигне свеста на граѓаните за грижа и зачувување на животната средина. Акцијата ќе трае до крајот на април, а потоа велосипедистите ќе плаќаат 50% од цената на влезницата. Почитувани гледачи, со ова го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе информации можете да прочитате на нашата веб страна matama.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување!